стабилизираат земјава. Доколку ова не се потврди со јасни докази пред јавноста, ние ќе сметаме до тогаш дека всушност главен дестабилизатор на состојбата во Македонија е всушност Социјалдемократскиот сојуз и дека всушност со ваквата изјава се сака едноставно да се помести вниманието од главните горливи проблеми со кои што се соочува Република Македонија. Заедничка оценка е, рече Стојан Андов, дека во Република Македонија се во тек трендови на влошување на состојбата, која може да се влоши уште повеќе по обидите за карактеризираа неговите организатори, кои попладнево одржаа уште една пресконференција. Собирањето пред собранието, со цел символично да се одбележи денешниот ден, кој според организаторите на протестите е искористен за психичка и физичка подготовка за утре. Утре, како што најавија тие, ќе почне генерален штрајк, а ќе бидат поставени и шатори во паркот спроти собранието, каде ќе престојуваат 15 члена од организациониот одбор кои ќе штрајкуваат со глад. Организаторите велат дека очекуваат масовност и дека штрајкот со глад ќе трае се до исполнувањето на барањата. Не успев да гледам вести, меѓутоа дојдоа некои луѓе ни кажа дека премиерот излегол на телевизија и кажал дека е спремен на диалог со нас, да се направат некои компромиси. Бидејќи го кажал тоа јавно, најверојатно ќе може да го каже и писмено, така да доколку е спремен да ни испрати еден факт или по почта да го прати тоа, ние сме спремни да излегнеме на тој диалог и на тој компромис. Компромисот ние пред неколку дена го кажавме веќе, дека нека ги исполнат нашите барања, барем 3 барања, и ние веднаш да се вратиме на факултетите на предавање. Сега да се прсува барање на донесувањето на закон за високо образование, свесни сме дека тоа е една подолга процедура, така да околу тоа барање може да направиме една отстапка. Меѓутоа тоа не значи дека не сме повторно да се донесе законот, напротив, ќе го замолиме во тој диалог да тој закон што побрзо биде донесен од страна на парламентот. Организаторите на протестите и денеска за полицијата. Според нив, полицијата повикува на информативни разговори средношколци и нивни родители и им се заканува со кривични пријави и судски спорови. Знаеме за кој станува збор, меѓутоа не ги нагласуваме кои се тие семејства, за да не дојде до несакани проблеми. Мислам за семејствата, а не за полицијата. На темата Закон за педагошкиот факултет и протестите кои што се случуваат по неговото донесување, Мендух Тачи, еден од лидерите на ПДПА, за албанската телевизија изјавил дека овој закон не е проблем на неговата партија, ниту пак проблем на албанците во Македонија, затоа што тој е донесен од пратениците македонци, поточно пратениците од СДС, без гласот и согласноста на албанскиот политички субјект. Според Тачи, се што се случува овие денови е војна помеѓу СДС и ВМРО ДПМНЕ. Вообичаено е македонските партии, како што се СДС и ВМРО ДПМНЕ, својата популарност кај масите да ја враќаат обвинувајќи ги албанците како фактор на дестабилизација на Македонија, изјавил за радиотелевизија Тирана Мендух Тачи. За настаните во Тетово на протест против законот за педагошкиот факултет. Овој пат собирањето на изразито малиот број учесници, без пароли, и предходеше на попладневната пресконференција, на која беше соопштен на тамошниот тек на активностите на студентскиот протест. На пресконференција студентите од педагошкиот факултет информираат дека психички и физички се подготвуваат за утрешниот штрајк со глад на 15 члена од организациониот одбор. За таа цел во Жена паркот ќе бидат монтирани шатори. Исто така студентите информираат дека полицијата повикувала на информативни разговори некои родители со нивните деца. Студентите се свесни дека единствено донесувањето на законот за високото образование бара подолга постапка, но доколку другите 3 барања им бидат исполнети, тие веднаш ќе се вратат на настава. Според нив, од повеќе градови од Републикава добиле подршка за своите барања и сметаат дека утре ќе им се приклучат граѓани од повеќе градови. Последниве години, потоа протестите преминаа во нова, поинаква фаза која од масовност премина на сконцентрирана активност. Имено студентите од педагошкиот факултет заедно со некои други студенти од други факултети формираа заеднички организационен одбор
па сега организаторот се легитимира како значително пошироко студентско тегло, отколку активистите на само еден педагошки факултет. Понатаму по викендот времето се расипа, температурата падна, а се јавија и дождови, па бројот на присутните почнаа да опаѓа. Освен тоа, весниците пишуваа дека полицијата решила да ја мени тактиката, па од коректно следење и обезбедување на настаните да премине кон инциденти и апсење на некои учесници, без да даде соопштение и образложение за тие постапки. И не само тоа, се вршеа диверзии со озвучувањето, при што на возилото кој го носи озвучувањето му е забрането да дојде до собранието, но студентите брзо се прилагодија на ново настанатите услови. Ново формираниот организационен одбор се даде во настапи на телевизија, па така за само неколку дена гостуваа на МТВ, на А1, во Прилеп, во Штип, на кој што наместо да ги собираат луѓето на улица по дожд и ветер, тие им се обраќаа преку телевизија директно во нивните домови. Студентскиот дух од Скопје се шири низ Македонија. Понатаму, организаторите дигнаа раце од внатрешните фактори, па преидоа на меѓународниот фактор, контактирајќи со неколку важни амбасади, при што несомнено добија прилика од прва рака и да информираат и да бидат информирани. Во исто време, председателот Глигоров, инсистирајќи на контакти со протестантите по секоја цена, преми делегација на средношколците и не дозволи неговиот протокол да му направи скандал како со приемот на студентите, планиран на само 30 минути. Но некој од владата не дозволи посетата на средношколците да биде на вистина нивни состанок со председателот. Па оттаму чуди откаде на тој прием, освен председателот и средношколците, и представник на Младинскиот совет, организација директно спротивставена на протестантите, а на состанокот представувана преку својата функционерка. Студентите велат дека согласно на составот и начинот на уфрлувањето тројански конј во делегацијата, се познаваат вмешување на министерот Трчковски во целата работа. Освен ова, новите принципи на настап доведоа до нова вкупна атмосфера, имено попусти медиумската сатанизација на студентите. Ако Нова Македонија процени дека ВМРО ДПМН ги поддржува студентите, а сите ги промовира нивните ставови. Минатата недела сосема јавно за студентите застанаа неколку партии. Пред се